Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание ќе гледате. Општина Центар најавува рушење на диво изградената и оградена улица кај зградата на владината служба за заеднички работи. Временски тоа би значило од прилика месец дена. Освен засегнатите собственици на парцели и омбудсманот со прашање до општината. Зошто ништо не е преземено од нивна страна? МНР втор пат го моли собранието за комисиска седница на која Фрчковски би се представил како иден амбасадор во Њујорк. Ќе ги консултираме членовите на комисијата и ќе го размислиме тоа прашање. Дали Пендаровски ќе потпише укази без собраниска промоција на Фрчковски? Антикорупцијска ќе бара одговорност за незаконско трошење во општина Студеничани. Сметаме дека има доволно елементи за барање одговорност за првиот човек на општината. Како се спроведувал поништен тендер и како се делеле хонорари за седници кои не се одржале. И чашата вода што ја пиеме беше одлука на владата, тоест на заеднички служби на владата. Собранието ја доби посакуваната финансиска независност од владата и сега самото се грижи не само за водата, туку за сите набавки и персоналот. Реклами па најавените стории. Вие сте со 360 степени. По историјата што ја објавивме за владината дивоградба во центарот на Скопје, градоначалникот Горан Герасимовски најавува нејзино уривање. Станува збор за пристап на улица до објект што го стопанисува службата за општи и заеднички работи, во кој освен СОЗР се сместени и неколку други владини институции. Едно што улицата спротивно на решенијата во деталниот урбанистички план преку тротоар излегува на булевар, туку таа е и диво оградена, со што им е оневозможен пристап до приватниот имот на собствениците на тамошните парцели. По објавата на 360 степени, случајот го реактуализира и народниот правобранител, кој веќе се допишувал со општината на темата. Ирена Каревска за новиот развој. Пред 2 недели 360 степени објави дека владината служба за општи и заеднички работи изградила и оградила улица на диво во центарот на Скопје. Не може да пристапи тука ниту пожарна, ниту брза помош. Со кое право они затвараат пристап на приватна собственост, ни пешки не може да помине со кола, мене старо не ме е јасно. Директорот на институцијата призна дека свесно граделе спротивно на важечкиот урбанистички план, но не и дека прекршил некој закон. Значи, ние поставивме времена ограда, која можеме да ја трнеме во било кој момент. И тоа не е непочитување на законите. Мирчевски тогаш тврдеше и дека до него нема стигнато решение за рушење на градбите. 3 дена да отстрани градбата, 2 парки. Сега, од општината Центар велат, не е така. Ако не сака сама да руши владата, ќе руши локалната власт. Тоа е накусо одговорот лично од градоначалникот на општината Центар, Горан Герасимовски, по историјата на 360 степени за диво изградената улица и ограда од страна на СОЗР во центарот на градот. Временски тоа би значило од прилика месец дена. Од прилика месец дена до кај негде март да се спроведе целата постапка за рушење, доколку меѓувремено не ги отстранат СОЗР самата рампа. Овој случај на владино спонзорирана дивоградба е од крајот на 2020 година. Иако деталниот урбанистички план за локацијата предвидува пристап до зградата на СОЗР по така наречената Адвокатска улица, институцијата на своја рака си поставила улица која преку тротоарот за пешаци излегува на главниот булевар Филип II Македонски. Потоа, уличката е оградена на диво. Газдите на околните парцели, чиј пристап бил блокиран, го пријавиле случајот уште во 2020 година. Инспектор од општина Центар излегол на терен дури 1 година по пријавата, па на 15 октомври 2021 издал решение за уривање. За нашата прва сторија на темата од пред 2 недели, односно повеќе од 3 месеци по изготвувањето на решението, директорот на СОЗР, Пеце Мирчевски, тврдеше дека го нема добиено. Спротивно законите дали е поставена или не е поставена, има институции кои Го утврдиле веќе тоа. Го утврдуваат. Јас не сум. Вие викате го утврдиле, ја не сум видела решение дека го утврдиле. Ако вие сте го видели решението, тоа е друга работа.
Јас решението не сум го видел. Кога ќе го достават решението, ние ќе тргнеме оградата, ќе постапиме како што инспекторот кажа. Сега градоначалникот на Центар го побива тврдењето на владиниот директор. Записникот е 15.10.2021 и заклучокот и решението се доставени од страна на инспекторите од Општина Центар. Герасимовски вели дека решението за рушење било доставено до Созара истиот месец кога било издадено, на крајот од октомври 2021 година. Дополнително бил издаден и заклучок за извршување, кој по два неуспешни обида на 21 јануари 2022 бил доставен до Созара. Зошто 4 дена откако бил доставен и заклучокот, директорот на Созара пред камерата на 360 степени тврдеше дека нема добиено такви документи? Прашавме во оваа владина институција. Заклучокот за дозвола за извршување од 10.12.2021 година на Општина Центар Скопје е примено во службата за општи и заеднички работи на владата на Република Северна Македонија и по негово процесирање согласно интерната процедура за движење на документацијата, со истото директорот на службата е запознаен на 25.1.2022 година, ден по спроведеното интервју. А што се однесува до постапувањето по истото, службата ќе постапи во рамки на законот. Во целата постапка е вклучен и народниот правобранител, бидејќи соседите засегнати од градбата се обратиле и таму. По сторијата на 360 степени дека дивоградбата се уште е жива, институцијата повторно го отворила случајот. Се обративме повторно со допис до Општина Центар, со кој што бараме конкретни информации. Зошто ништо не е преземено од нивна страна и во кој временски рок се планира да се преземат кои конкретни действија. При тоа им беше дадено укажување дека мора да се почитува законитоста при работењето од страна на Општината Центар во однос на конкретниот случај. Непочитувањето на законите води кон правна несигурност, потенцира Андоновски. Па во дописот до Општина Центар, омбудсманот ја укажал на Општината на обврската за доследна примена на законските прописи и неселективно извршување на донесените решенија. Тоа е скандалозно, значи станува збор за конкретна правна ситуација, а правото функционира на принцип на факти и докази. Овде неспорно е дека се прекршени и законот за градење и попречено е правото на сопственост кој што е со уставот загарантирано и кој што е неприкосновено. Значи, во овој случај, како и во сите слични вакви случаи, никој не може да биде над уставот и над законите. Градоначалникот на Центар, Горан Герасимовски, кој го почна својот прв мандат пред околу 3 месеци, се согласува дека законот треба да важи еднакво за сите. Ветува дека наскоро ќе ги сруши диво изградените објекти, но истовремено дека ќе најде решение за нормално да функционира комплекс од владини згради. Без разлика дали станува за со партиец или владина институција, ние мора да постапуваме. И тоа го правиме и ќе го правиме во наредниот период. Улицата е отворена, верувам, за да се убрза начинот и пристапот, кој што не може да биде од булевар. Има улица која што ќе се реконструира, која што кажав и на почетокот набрзо, и пристапот ќе биде состојан од другата страна, да, ќе се отвори рампа, но пристапот ќе биде од Адвокатската улица и оној дел кој што е асфалтиран од страна на Созара ќе го искористиме да ја продолжиме улицата, односно направиме мала адаптација поради тоа што малце висината е подкрената на тој дел од улицата и да ја направиме да биде пристапна и како што е планирано во самиот ДУП. Како градоначалник кој што се залага за почитување на урбанистичките планирања и конечно воспоставување ред во оваа сфера, не го оправдувам. Не го оправдувам. И за тоа ќе постапиме што побрзо. Кој да ја урне спорната градба, трошоците ќе паднат на сметка на Созара. Дали директорот на оваа институција може дополнително да биде повикан и на одговорност за непочитување на законите? Герасимовски вели дека ќе оценат правните служби. Соседите на Созара пак веќе кројат своја тужба против Мирчевски, од кого планираат да бараат кривична одговорност за бесправно градење. Антикорупцијска ќе бара одговорност за незаконско трошење во општина Студеничани. Сметаме дека има доволно елементи за барање одговорност за првиот човек на општината.
како се спроведувал поништен тендер и како се делеле хонорари за седници кои не се одржале. И чашата вода што ја пиеме беше одлука на владата, тоест на заеднички служби на владата. Собранието ја доби посекуваната финансиска независност од владата и сега самото се грижи не само за водата, туку за сите набавки и персоналот. Министерството за надворешни работи втор пат со допис го моли собранието да се закаже седница на Комисијата за надворешна политика, на која кандидатот за амбасадор при Обединетите нации Љубомир Фрчковски би ги изложил тезите, пошто шефот на државата би го потпишал указот за негово назначување. 360 степени го праша председателот на комисијата Антонио Милошовски дали и кога би закажал седница за Фрчковски, но не добивме конкретен одговор. Милошовски останува на ставот дека испраќање на Фрчковски за амбасадор на територијата на САД, па и во меѓународна организација, ќе биде непримерно откако претходно пропадна обидот да стане билатерален амбасадор во Вашингтон. При вакво статус кво на потеке шефот на државата, кој како да најавува дека може да го потпише указот за Фрчковски без тој да се представи пред Собраниската комисија. Славица Филиповска. Речиси една година е заглавено назначувањето амбасадор на Северна Македонија во седиштето на Обединетите нации во Њу Јорк. Кандидатот е утврден на затворена седница на владата уште на 29 март лани. Предлогот го одобрили председателот на државата на 15 април минатата година, а одамна е јавно соопштено и неговото име. Се работи за професорот Љубомир Фрчковски. Он е предложен кандидат. Во процедура соодветна Министерството ги достави тезите на кандидатот. Истите веднаш се доставени до председател на Комисијата за надворешни работи, но до сега не е свикана седницата. Таа е во надлежност на председателот на Комисијата за надворешни работи. Која ќе реши он да ја свика, тогаш би требало да биде. Комисијска седница се уште не е свикана, па Министерството за надворешни работи со втора замолница бара собранието да го деблокира процесот. Министерството за надворешни работи на 3 февруари 2022 година до Собранието на Република Северна Македонија испрати допис со кој замолува за закажување седница на Комисијата за надворешна политика со цел презентација на тезите на кандидатот за амбасадор на Северна Македонија во Организацијата на Обединетите нации во најкус можен рок, потврдувајќи при тоа дека се завршени сите подготовки за преземање на должноста согласно Законот за надворешни работи. А улогата на Собраниската комисија за надворешна политика се смета за несуштинска. По закон, кандидатот за шеф на мисија при меѓународна организација, како во случајот, го номинира МНР по претходна усогласеност со председателот на државата. Предлогот и се доставува на владата, таа го одобрува и го информира шефот на државата дека е утврден кандидатот. По завршните разговори, кандидатот за амбасадор пред Собраниската комисија за надворешна политика само ги презентира своите согледувања за односите со меѓународната организација каде се упатува. И тука завршува целата инволвираност на собранието. Постапката за именување амбасадор се финализира со указ од председателот. При назначување шеф на мисија при меѓународна организација не се бара агреман од земјата домакин. Назначувањето на Фрчковски е заглавено кај предпоследниот чекор, изложување на тезите пред Собраниската комисија, чиј председател Антонио Милошовски јавно кажа дека ќе вложи максимални напори за Фрчковски да не замине во Њу Јорк. Милошовски, од каде ја црпите надлежноста? Кој пропис ви дава за право да ја кочите процедурата за избор на амбасадор? Па мислам дека надлежноста на собранието генерално е определена и во Уставот како најголема законска норма, и во другите закони собранието има основна надлежност да ја контролира извршната власт. Контролата на извршната власт е кога постапува правилно да добие поддршка, а кога се гледа дека има некои погрешни постапки, собранието да биде коректив. И сметам дека во овој случај се обидуваме, вложуваме напори да бидеме коректив на извршната власт. Законот за надворешни работи вели дека кандидатот за амбасадор само ги презентира своите тези пред комисијата. Не е некоја суштинска улога на комисијата. Сметам дека не е проблемот во презентирањето на тезите и нормите на Законот за надворешни работи, колку што е проблематичен случајот што кандидатот за амбасадор еднаш веќе е одбиен
и тоа го знаат добро владините министри и председателот на државата, од официјален Вашингтон како неподобна личност за амбасадор. Но штом една држава ви одбива кандидат за амбасадор, дипломатско правило е таквиот дипломат, човек или политичар да не го испраќате во друга форма на територијата на таа држава. Милошовски вели дека комисијата во догледно време ќе има седници, но не дава прецизен одговор дали и кога на дневен ред ќе дојде Фрчковски. Ќе размислиме и за таа варијанта, ќе видиме кои се другите предлози, ќе почекаме да дојдат и гледаме дека има најава за амбасадори во Софија, празна конкретно амбасада. за Фрчковски ве прашувам, кога планирате да свикате седница за... Ќе ги консултираме членовите на комисијата и ќе го размислиме тоа прашање. Ова е второ бит Фрчковски да стане амбасадор. Првата негова номинација за Вашингтон пропадна, а причината е класифицирана информација. Фрчковски неодамна во телевизиско интервју блокирањето за Вашингтон го нарече ефемерна суета на поранешниот американски амбасадор во земјава, а потоа и помошник државен секретар на САД за Европа, Филип Рикер. Може да и се наљутил, ја во една колумна, знаеш, ја пишувавме тоа, му напишав, затоа што тогаш ние страдавме, знаеш, овде од горевистичкиот режим и стварно беше тешко, а он секој ден си имаше среќавање со Мијалков. Ама секој ден. Сега сум му напишал, веројатно сум заборавил таа колумна, дека ја поише со Мијалков него со жена му дома. Суети се. Но тој не заборав. Тој не Значи очигледно тој не заборав. Америка има право и да не образложи зошто го одбила Фрчковски, вели Милошовски, но смета дека тоа би било товар при неговиот евентуален иден дипломатски ангажман. Меѓународните организации не бараат агремани и затоа сметам дека се прави ваквиот втор обид во друга форма да се испрати на територија сепак на државата на Соединетите Американски држави во Обединетите нации, но ќе повторам, одбивањето од страна на официјален Вашингтон е сериозен хендикеп. Еве и да ги земеме Обединетите нации како организација, имаат 5 постојани земји членки во Советот за безбедност, една од нив е и Америка, и сметам дека и во тој дел не е добро амбасадорот на Македонија да биде хендикепиран во таа комуникација со една од постојаните земји членки на Советот за безбедност. Со оглед на тоа што МНР втор пат го моли собранието да го откочи процесот за Фрчковски во најбрз можен рок, го прашавме спикерот Тала Џафери дали би направил одреден чекор, но одговор од таму не добивме. Последната инстанца во синџирот за поставување амбасадор, шефот на државата, се надева на брза деблокада. Со оглед на фактот дека постојаната мисија на Република Северна Македонија во Обединетите нации во Њујорк повеќе години е без шеф на представништвото, председателот Пендаровски очекува Комисијата за надворешна политика да постапи час поскоро по втората замолница од Министерството за надворешни работи во врска со конкретниот кандидат, да ја закаже седницата и да му овозможи на кандидатот за амбасадор во Обединетите нации да ја представи својата платформа пред пратениците и пред јавноста. Председателот Пендаровски неколку пат има изјавено дека, иако презентирањето на кандидатите за амбасадори пред работното тело на Собранието, надлежно за надворешна политика, не представува дел од законски утврдените подготовки пред предземањето на должноста, станува збор за долгогодишна пракса која има за цел јавноста да се запознае со личноста и нејзините размислувања пред да биде упатена како шеф на некој од нашите дипломатско-конзуларни представништва во странство. Ако внимателно се чита одговорот од шефот на државата, може да се види дека тој го нагласува својот став од излагањето на амбасадорите пред Собраниската комисија не е дел од законски утврдените подготовки и дека го сведува на добра пракса. Дали тоа значи дека Пендаровски во еден момент би потпишал указ за именување на Фрчковски за шеф на мисијата при Обединетите нации и без тој да се представи пред комисијата во парламентот? Имајќи го предвид фактот дека освен нашата мисија при Обединетите нации, без соодветен шеф на дипломатско-конзуларно представништво веќе извесен временски период, се и уште десетина други амбасади и мисии, председателот Пендаровски ги отпочна консултациите со владата за пополнување на испразнетите амбасадорски места и очекува тој процес да заврши во најкус можен рок. При тоа, председателот очекува и останатите институции, без непотребно губење време и на тамошни обструкции, да го завршат својот дел од законските обврски. Амбасадорското место во Њујорк е испразнето од почетокот на 2018 година. Цели 4 години, што е еден цел амбасадорски мандат.
Државната комисија за спречување на корупцијата ќе иницира постапка пред јавното обвинителство за градоначалникот на Студеничан Јазем Садику. Причина се наодите во последниот ревизорски извештај за општината, кој ги актуализираше и 360 степени, а кои покажуваат дека, например, се спроведувал тендер што го поништила второстепената комисија, се делеле надоместоци за седници на Советот што воопшто не се одржале, се градала канализација без одобрение. 360 степени при подготовката на претходната сторија на оваа тема се обиде да обезбеди став од градоначалникот Садику, но тој тогаш ни порача да не се занимаваме со ова. Хекура на Кифи. Javën e kaluar publikuam se komuna Studenичanit ka kryer një tender prej 300.000 eurosh i cili merret ishte anuluar. Se janë ndarë para për seancat e këshillit komunal që nuk janë mbajtur, se ka parregullësi të tjera në shpenzimin e paras publike. Не се занимавајте со ова работа, имате многу поважни работи. Секако, да ве прашам уште. Имате поважни работи, Parregullësit janë zbuluar nga enti shtetëror i revizionit. SR-ja dërgoi gjetjet e prokurorisë dhe u bëri thirrje atyre që kishin marrë para në mënyrë të paligjshme që t'i kthejnë ato në arkën e komunës. Лицата кои спротивно на законот добиле надоме, средствата треба да ги вратат во буџетот на општината. Tani në histori është përfshirë edhe Komisioni Shtetëror për Prandalimin e Korrupsionit. Raporti i revizionit për komunën e Studeniçanit hoqi vëmendje edhe të Komisionit kundër korrupsionit. Arsyeja kryesore janë konstatimet e entit shtetëror të revizionit për shpenzime problematike, por mbi të gjitha, fakti se komuna nënshkroi dhe zbatoi një marrëveshje tenderimi që më parë ishte anuluar nga Komisioni Shtetëror për ankesa të prokurimeve publike. Го разгледавме извештајот и при тоа ги потврдивме наодите кои што ги утврдил државниот ревизор, а кои што се однесуваат на незаконско трошење на општинските средства, за кои што нели одговорност има градоначалникот. За таа цел сметаме дека има доволно елементи за барање одговорност за првиот човек на општината, меѓутоа конечната одлука по ова прашање ќе ја донесеме на утрешната седница на комисијата. Особено внимание кај Државната комисија за спречување корупција предизвика фактот што градоначалникот не го испочитувал решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки, која што барала да се поништи тендерската процедура и да се објави да се спроведе нова тендерска постапка, значи тоа не е испочитувано и исклучена е рамковна спогодба во вредност од близу 19 милиони денари. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit e ka shqyrtuar raportin për Studeniçanin sipas detyrës zyrtare, gjithsesi për shkak se ka obligim ligjor të veprojë. Kohët e fundit komisioni ka një punonjës, puna e të cilit është pikërisht raportet e entit shtetëror të revizionit. Па за жал често се случува, има и такви наоди со елементи на кривични дела, злоупотреба на службената позиција, но има и голем број на наоди кои што значат системска слабост во институцијата, недореченост на законски прописи, за кои што и ние тука си ја гледаме уште повеќе нашата улога, да укажеме и да ги, како да речам, да ги доспроведеме наодите на ДЗР, да се грижиме за нивно имплементирање во реалноста, се со цел да се надминат таквите системски слабости. Në rastin e Studeniçanit, megjithatë, antikorrupsioni sheh jo vetëm dobësi sistematike, por edhe përgjegjësi të mundshme penale. Kryetari i komunës nga ana tjetër në përpjekjen tonë të fundit për të marrë një opinion për të gjeturat e revizionit, ai nuk linte hapësirë të shikte përgjegjësinë tek vetja. Dobro utro, господин градоначалник, како сте? Зоран Јовановски 360 степени. Да. Се слушавме. Сега да ве прашам во врска со ревизорскиот извештај. Не сакам ништо да ви кажам за тоа. Сега да ве прашам зошто ја спроведовте јавната набавка? Дали ќе ги вратите хонорарите што сте ги исплаќале? Да, толку ви е важно ова, ве праќа некој вас? Мене ме праќа уредникот. Затоа што има јавен интерес во темата. А ако и мислите дека поинаку имате нешто да кажете, ве молам да ни објасните зашто се работи. Имаме таму процедура кој што некои забелешки, ако тие нашли, имаме ние рок да доставиме 90 дена, не се брзајте така. Ревизорот вели дека процедурата е завршена. Господине, јас сум четврти мандат. Не сум јас дете тука да ви правам циркус вас. Немојте
Ние сме работили законски, све живо што е прописно, ништо надвор од законите и од прописите. Сте спровели Не јавна се набавка? занимавајте со Добро. тоа. А со хонорарите? Не се занимавај со тоа. Како ќе постапите сега? Што е следно? Како ќе реагирате? Кажав, господине, имаме предвиден рок кој тие забелешки што се дадени, за да можеме нив да ги информираме. Не се занимавајте со ова работа, имате многу поважни работи. Секако, а да ве прашам Абе, уште... имате поважни работи, Sipas detyrës zyrtare me raportet e revizionit, të cilët përmbajnë elemente të veprës penale, merret edhe prokuria publike. Për këtë rast, prokuria thot se raporti i auditimit është dorëzuar për shqyrtim. Kryetaria e antikorrupsionit Biljana Ivanovska nuk ka mendim të mirë se si prokuria ka trajtuar rastet të ngjashme deri më tani. Па добро, сега како реагира обвинителството, сведоци сме сите. Ако знаеме дека еден од главните ризични фактори за корупција е неказнивоста, тогаш одговорот е јасен колку можеме да бидеме задоволни. Nëse nuk ndodh diçka e papritur, seanca e nesërme e Komisionit Qendror për Parandalim të Korrupsionit do të rrisë presionin për veprim nga ana e prokurisë publike. Vendimi që Ivanovska thot se pret të merret është tregues për organin hetues, se në këtë rast padyshim që shohin bazë për veprim. Под радарот на јавниот интерес во период на други бурни политички настани остана успехот на собранието да се избори за свој независен буџет и за своја самостојна стручна служба. Председателот на парламентот Талат Џафери не крие дека за тоа ја имале поддршката од тогашниот премиер Зоран Заев, спротивно на впечатокот и настојувањата за доминација на извршната над законодавната власт наместо обратно. Ова е една од ретките работи за кои на иста страна беа и мнозинството и опозицијата. Што во пракса значат овие придобивки за собранието од сторијата на Петар Клинчарски. Една од темелните вредности на Уставот е поделбата на државната власт на извршна, законодавна и судска. Иако во теорија законодавната власт, односно собранието, би требало да ја контролира извршната власт, односно владата, доскоро не беше така дури и за елементарни прашања. По 30 години демократија, собранието лани првпат доби независен буџет и собраниска служба. Законските измени што го овозможија тоа беа иницијатива на председателот Талат Џафери и генералната секретарка Цветанка Иванова, идеја која добила поддршка од тогашниот премиер Зоран Заев. Му дадов конкретен пример на таа зависност наша. И чашата вода што ја пиеме беше одлука на владата, тоест на заеднички служби на владата, кога ќе донесе и кога нема да донесе. Односно, собранието зависело од процедурата на постапување на општи заеднички служби од владата. И на тој пример, како прост пример, укажав на тоа дека службата, имајќи предвид дека принципот на ангажманот на службата овде е различен од другата државна служба во други институции, имајќи предвид по принципот на постојано заседание на собранието, нема работно време на кое што може да се повика службеникот во собрание да каже 4:30 попладне си одам дома, оти заврши работното време. Иницијативата на Џафери и Иванова почнала во 2018 година и за да се реализира, биле формирани работни групи со представници од владата, собранието, Министерствата за финансии и за информатичко општество, како и координаторите на пратеничките групи. Имаше можност да некој влијае на собранието, односно владата, а уставната поставеност во државата е различна, а да собранието е тоа кое што ја контролира владата. На тој начин бевме поставени во една нееднаква положба, кога одредени гарнитури, да речеме, од владата одлучуваа околу буџетот на собранието. Долго време се разговараше како да се излезе од таа ситуација, фактички да ја дадеме правилната улога на собранието, меѓутоа во тој период, значи претходниот период, немаше, не знам како да се изразам, мислење или не се даваше шанса да се издвои собранието од извршната власт, фактички на некој начин да биде извршната власт ставена како капа над функционирањето на собранието.
Биле потребни директни средби, мноштво студиски посети и работилници. Дел од тие активности биле помогнати од Националниот демократски институт и Швајцарската амбасада во Скопје, како Институтот за демократија Societas Civilis и Центарот за управување со промени, кои веќе трета година ја спроведуваат 10-годишната програма за парламентарна поддршка. Citizens elect the parliament to be legislatures and to hold the government accountable. They also elect the parliament. But in addition to that, they elect the state audit office. They elect the Macedonian radio television, the Committee on Prevention of Anti-Corruption. And so these are all mechanisms and tools that the state has to hold the government accountable. And this is what we're trying to do, to make democracy deliver and work. Генералната секретарка на Собранието Цветанка Иванова вели дека од оваа временска дистанца можеби се уште не се гледа важноста на независноста на собраниската служба и буџет, но смета дека се важен исчекор за унапредување на позицијата на законодавниот дом. Целиот процес беше многу макотрпен. Требаше да се подготви целиот терен, да се добие позитивен сигнал од сите релевантни субјекти во тој процес, да дадат согласност сите и се што беше договорено од политичките чинители да се стави во правна норма. Благодарение на професионалноста и посветеноста на собраниските служби, изработени се овие законски измени согласно договорените насоки. А макотрпноста се заборава кога една работа добро ќе се заврши, бидејќи задоволството од постигнатото е големо. Измените на законот кои се однесуваат на собраниската служба стапија на сила на 1 јануари 2021 година. Законските измени за независен буџет пак почнаа да се применуваат од почетокот на август. Со нив, касата на собранието ја крои буџетски совет. Паралелно се формираше и совет на собраниската служба. Овој совет е формиран согласно законските измени и ова е прв пат да се делегираат дел од надлежностите на генералниот секретар на службата, која доби можност да дава своји мислења и предлози за креирање на политиките за работата на службата во собранието. Токму овој совет на собраниска служба дава своје мислење за внатрешните акти за организација и систематизација, работењето на службата, нивното надградување и унапредување. Во согласност со новите акти за внатрешна организација и систематизација, собраниската служба е организирана во еден кабинет, 15 сектори, 49 одделенија во рамките на секторите и кабинетот, една посебна организациона единица, парламентарен институт, две посебни организациони единици како одделенија, парламентарна буџетска канцеларија и одделение за внатрешна ревизија. Веќе службата според законот во однос на другите службеници за истоветно работно место има 20% плюс на платата во однос на колегите кои што работат во други институции на истоветно работно место по ранг, по позиција, по систематизација. И со тоа е направено можноста да се задржат службениците овде кои што секако специфична им е улогата, не е општа како во другите институции, токму поради специфичноста на работата и функционирањето на собранието. Порано собранието морало да чека и по една година на мислење од Министерствата за финансии и за информатичко општество, за вработување или ротација на службеник. Сега тој процес оди побрзо, но не е без контрола. Координаторот на ВМРО ДПМН Никола Мицевски вели дека опозицијата има механизми за да спречи евентуална злоупотреба. Можеме да реагираме, да имаме влијание. Оставено е малку повеќе и на свеста на владеачкото мнозинство да навистина се унапредуваат оние службеници кои што заслужуваат и кои што максимумот го даваат во работата на ова собрание, а ние како опозиција во моментот сме тие тука за да вршиме одредена контрола и регулација на сите оние негативни активности кои би се случувале доколку би дошло до такво нешто. Стратешкиот план на собранието за периодот 2022-2026 година дефинира 6 стратешки цели: ефикасна служба, парламентарна демократија, потоа функционален, отворен, дигитален и безбеден парламент. Областа на безбедноста го опфаќа делот за добивање на собраниско обезбедување, кое нема да биде под капата на МВР и изработка на безбедносните протоколи. Замислете сега, собранието има потреба да пречека, да дочека делегација од надвор или да упати пратеници од овде до аеродром, треба да се јави во служба за општи заеднички работи на владата, да побара возило и од таму да добиете одговор: извините, ама не може овде да исполним затоа што немаме слободни возила. Значи, недозволиво е
собранието да биде тако зависно од службата општи заеднички работи. Додека ја зајакнува независноста од извршната власт, собранието ќе ја јакне отчетноста кон оние што ги гласаат пратениците, граѓаните. Една од алатките е нова, современа и функционална интернет страница, која би го зголемила надзорот над законодавната власт од јавноста и медиумите. Систематизацијата пак треба да донесе, иако секундарни, сепак важни работи. Проценката на влијанието на регулативата е еден домен кој што итекако треба да се развива сериозно. Проверката на закон моментално не постои деловиничка обврска. Законите кои што ги предлага собранието да проаѓаат низ тој процес на проценка на влијање на регулативата, што во суштина би значило колку има вистинска смисла од еден закон да биде донесен, кој е аирот од тој закон воопшто и какви се финансиските, општествени и социјални импликации од тој закон. Видовме ред низа закони наназад дека не проаѓаат низ таков разумен филтер или имаат некои паушални генерализации во оправдување на потребата за носење на одредени закони. Трошановски вели дека целта е да се направат што повеќе филтри, кои ќе овозможат да не се провлекуваат неквалитетни закони кои служат за тесни интереси. Но во исто време треба да се ограничи и така наречениот филебастеринг, односно поднесување на илјадници амандмани, пракса која според Трошановски во моментов повеќе служи за блокирање на собранието, отколку за подобрување на законите. Освен реформи во собранието, истражувањата на Институтот за демократија покажале дека граѓаните сакаат и реформа на изборниот модел. Комбинацијата од овие две реформи, изборен модел кој што ќе изнедрува пратеници со интегритет и пратеници кои што ќе си работат работата, кои што ќе одговараат ако не си сработат она што го ветиле пред граѓаните од една страна, и собрание кој што ќе може да ги обслужува тие пратеници низ развиени капацитети, технички, кадровски, што ќе може да им дава анализи кои што се потпрени на сериозни компаративни увиди во праксата законодавна, кој што ќе ги анализира импликациите, ова ПВР за кој што го зборав, од одредени законски решенија, кои што ќе ги храни пратениците со информации и докази за нивните настапи, кои што ќе подобри делиберативната така наречена компонента во нивните настапи, кој што ќе се заснова на емпирија, а не на паушални партиски реторики, нели, кои што имаат цел само да добијат повеќе гласачи. Таквото собрание, потикнато од реформа во овие два домена, конечно можеме да кажеме дека ќе работи во интерес на граѓаните и верувам дека перцепцијата за истото ќе се подобрува. Дека собранието има уште многу пат пред себе, покажуваат токму извештаите на Societas Civilis. Во последниот се забележува дека во периодот јули-декември 2021 година се одржала само една седница за пратенички прашања. Тоа значи дека во втората половина на минатата година пратениците имале само една шанса директно да ги испрашаат министрите и премиерот. Во истиот период не се одржала ниту една надзорна расправа. Пред саботажата на Сречко Поповски, одиме на уште едни реклами. Останете на осад. Тие што тврдеа дека не е ништо сериозно и го оспоруваа неговиот квалитет, оценувајќи дека е на ниво на обичен грип. Изгледа почнале да гледаат на него со други очи, откако практично се соочиле со неговиот ефект. Од тоа што јас знам инфектологија, јас би рекол дека некакви симптоми на тифус имав. Значи една состојба преку ноќ кога не си свесен, кога стануваш, кога мислиш дека си умрен, па како да им кажеш сега на домашните дека ти уствари си умрен, ама шеташ како некаков дух. Тоа задоволство на враќање на здравието не може да си го припишат оние на кои таква судбина не им е одредена уште со самото нивно именување. Тоа особено важи ако се создал впечаток дека се нарекуваат така, оти толку многу залегнале, што со сигурност и заминале во вечните ловишта. Процент форте да се стават тие умрети полицајци. Полицајци кои ќе тие. Процент форте на 10 на 15 метра.
Зеленото кое го даваат граѓаните не представува отворена можност да се поминува на жолто, а уште помалку на црвено. Нервозата разбирливо расте кога као коинциденција ке се спомене фактот дека иста маркетинг агенција работи и за приватната фирма на градоначалникот и за општината. А не е конфликт на интереси вашиот сопруг да биде управен одбор, од вашата банка да има кредит за мене? Кишо е он управител. Тоа си е приватен сектор, ама апсолутно не можеме таму има презме. Ами ти за кој зборуваш? Државна фирма не зборуваш, приватен сектор не зборуваш. Па не е исто, воопшто. Не е исто, кој што симате ви пари, исто било. Ама оди таа мај бркате работа. Проблемот со лицата што се грижат за имиџот немаат само опозиционерите, туку и власт. Сите сакаат нивните настапи да бидат нашминкани, па случајно забораваат или намерно ги исклучуваат од можноста медиумите, кои претходно ги поканиле да известуваат од нивните настапи. Ако сакате да изгледате убаво, ако сакате само они да ве снимаат, а ние не праќајте покани. Ама да знаеме дека во ова држава не постојат медиуми. Си имате вие ваш пиар центар и продолжите. Но пиарот не помага кога се во прашање лицата кои се искусни и кои толку многу знаат, особено оние кои што најмногу знаат, нашите од диаспората. Откако се ослободи од клетиот предавник Заев, сега си најдоа нов непријател. Без оглед што си живеат и работат преку океанот. Никој нив не смее да им ја задева Москва. Абе, шо го чувате тај Мицкоски там? Шо прави тај Мицкоски? Слушам го Александар Николовски, заменик на Мицкоски, ке това било управо Русија да се припремаме. Кој си бе, те вошкар бе, да земат да те питат од дек се трите згради си изградило во Охрид? Кој си бе вошкар ти твоја покварена? И на крајот, за секого може да се намонтира добар изглед во јавноста, но тој тешко ќе го задржи ако му се дозволи наместо само слика да пушта и тон. Можете да кажете крај на Монтон Пајтон, Судството или Судството како турска серија? Нивото на општа култура неминовно бара оние кои се местат на говорница да умеат да го проверат тоа што им дошепнале да го напишат. Оти да знаеле кој е летачкиот циркус. Веројатно и немале самите од себе да прават Монти Пајтон. Овде е крајот на ова издание на 360 степени. Ви благодарам што бевте со нас. Наосад следуваат вести, останете, погледнете ги, а ние повторно ќе се дружиме в петокот 22. Пријатно!